И празниците, и зимскиот распуст, но и зимата е поубава со снег. Вистинска зимско-празнична атмосфера. Истокот побеле. Снежните врнежи почнаа интензивно да паѓаат во попладневните часови. Надлежните од Македонија пат апелираат внимателно да се вози, особено во клисурите и на мостовите. Можни се одрони од карпи на регионалните и магистралните патни правци. Во Источна Македонија од попладнево почнаа интензивни снежни врнежи. Техничкиот директор на регионалната подружница на Македонија пат во Штип Кире Коцев вели дека екипите со механизацијата се на терен и патиштата низ Источна и Източна Македонија се проодни, а сообраќајот се одвива по влажни коловози. Но Коцев предупредува дека можни се одрони од карпи на неколку патни правци. Минатата година неколку тонски карпи го блокираа сообраќајот кон Македонска Каменица и Делчево, со што жителите на крајниот исток мораа да го користат патот преку Бигла. Можни се и појаве на одрони, посебно на делниците кои од Колчани спрема Делчево, како Виница Берово, бидејќи температурите во моментот се веќе над нулата, што значи могуче да се појават и одрони. Али за сега немаме такви проблеми, не значи дека неки има, но се надевам дека сепак нема да имаме, бидејќи се најавуваат врнежи кои ќе продолжат во ноќните часове, а и исто така и утре. Коцев истакна дека како регионална поддржница се екипирани и имаат механизација која е застарена, но сепак постојано ја одржуваат, а ангажирани се и трети лица, односно фирми, кои со нивна механизација помагаат во расчистување на снегот од коловозите и фрлање на абразивниот материјал. Што се однесува за сол и ризла, за абразивниот материјал, имаме моментално во долни количини за неколку брана, што не значи дека ние продолжуваме и понатаму да набавуваме. Сукцесивно како ја трошиме, така и набавуваме солта и ризлата. Од Македонија пат на возачите кои ќе патуваат по регионалните и магистрални патишта низ Источна и Югоисточна Македонија им препорачуваат да внимаваат на клисурите, како и на мостовите, бидејќи тие први се замразнуваат, брзината да ја регулираат спрема условите на патот и да ја почитуваат патната и сообраќајна сигнализација. Институциите мобилизирани за полесно да се надмине поларниот студ, социјално загрозените семејства од Штип и Штипско ќе добијат пакети со храна, топла облека и кебиња. Здравствените работници советуваат хронично болните и старите лица да си останат дома без потреба да не излегуваат. Штип е меѓу ретките градови во Македонија каде меѓу општинскиот центар за социјални работи нема евидентирано бездомни лица. Сепак, дополнуваат од Центарот за социјални работи, денеска на штипските улици можат да се сретнат граѓани кои животот на улица е нивен избор и покрај тоа што имаат станови и куќи. Најавите за поларното невреме и снегот што од утринава започне да врне во Штип ги мобилизира надлежните институции. Нашите членови и волонтери се веќе формираат тимови каде што по потреба ќе действуваат на оние на кои што им е потребна помош, ќе им доделуваат помош во храна, топла облека и кебиња. Насоките кои што ние од Црвен крст ги добиваме се пред се потекнуваат од Центар за социјални работи, каде што веќе стапивме во контакт. Некаде околу 10 фамилии се критични. Во меѓувреме на терен се и патронажната служба, од каде што велат дека советите како да се справиме со поларните студови се рутински. Старите лица претежно си ја пијат пропишаната терапија од матичен лекар, тоа се претежно хронични болни кои треба да се придржуваат на својата пропишана терапија и редовно да ја земаат. Најчесто се среќаваат кардиоваскуларни заболувања, да си ја земат терапијата за покачен крвен притисок и пропратно, ако имаат симптоми на грип, да се лекуваат и од грип и да се јавуваат кај матичните лекари за совети по натамошно лекување. Општинскиот штаб за справување со кризи во постојано заседание се даваат потребните инструкции на надлежните институции, како Црвениот крст, комуналните служби и здравствените институции, но и на оформените тимови, како превентивно да делуваат во давање на неопходна помош.
Целта е единствена, најавените поларни температури проследени со снежни врнежи што помалку да бидат на штета на оваа категорија граѓани. Во продолжение на вестите за студот и животните, Агенцијата за храна и ветеринарство денеска ги објави препораките за одгледувачите на животни во случај на екстремно ниски температури и обилни врнежи од снег. Повеќе видови животни релативно добро ги поднесуваат ниските температури, но при појава на екстремно ниски температури проследени со силен ветер и наноси од снег, во предвид треба да се земат следниве препораки. Одгледувачите на животни за зимските месеци треба навремено да обезбедат вода и храна за животните во количини доволни за задоволување на потребите на сите животни во траење од најмалку 2 недели. Храната треба да е со соодветна хранлива вредност и соодветна на видот и категоријата на животни кои се чуваат на одгледувалиштето. При појава на екстремно ниски температури проследени со силен ветер и снег, животните треба да се држат затворени во објектите. Во овој случај треба да се внимава на хигиената во објектите. Треба да се следи здравствената состојба на животните и истите почесто од вообичаено да се посетуваат и наблюдуваат. Почна сезоната на Пониква. Општина Пробиштип годинава ќе работи на промоција на ски центарот Пониква и на селото Лесново. Внимателно со оџаците, апелираат штипските пожарникари, задолжително чистење. Ова е еден од начините за да се избегне опожарување на оџаците. Само во првите 4 дена од оваа година регистрирани се 16 пожари на оџаци. Штипјани никако да научат како соодветно да се грижат за своите оџаци во текот на грејната сезона. Од 1 јануари до вчера регистрирани се 16 опожарени оџаци. Во просек, велат од Штипската противпожарна служба, дневно се гасат по 4 оџаци. Еден апел до граѓаните, значи редовно да се чистат оџаците и редовно да ги чистат своите шпориња. Пред секоја грејна сезона, значи редовно чистење на оџаците и за време на грејната сезона, значи еднаш до 2 пати да се исчистат оџаците. Најголем проблем со кој се соочуваат пожарникарите се старите куќи. Кај нив безбедноста е на најниско ниво. Посебен апел, пожарникарите упатуваат до собствениците на ваквите објекти. При палењето на оџаците ризично е поготово кај старите куќи кои немаат плоча и кои при градењето уште од минатото се гредите на непрофесионално градење на старите куќи, самите греди влегуваат во оџаците, каде што со самото палење на оџакот доаѓа до запалување на кровната конструкција. Чистењето на оџаците да се препушти на обучени лица, а при фрлање на пепел од шпоретите за дрва да се внимава, бидејќи во овој период на мета поради жар се и контејнерите. Христијанските верници ги почнаа подготовките за славењето на Бадник и Божик. Коледарските пастири се првите кои го најавуваат раѓањето на Исус Христос. Пред Бадник и Божик верниците го слават Коледе, со тоа пастирите го најавуваат раѓањето Христово. За Коледе собиравме во малото, палевме огин и чекавме да дојдат утринските часови, да тргнеме по домовите, а сето тоа е во смисла, ако сакаме тоа црковно да го образложиме, пастирите првија добија веста дека Христос се роди. И бдењето, односно покрај оганот, го наговестуваме Христовото раѓање, а тоа е кога ангелите рекле слава на Бога во висините, а на земјата мир, а меѓу луѓето добра волја. Во светите храмови ќе се служи света литургија. Оваа година ќе има палење на коледарски огнови, но апелот од црквата е огновите во иднина да ги нема. Деновите пред Божик имат подготвителен карактер, така вечерва ќе е Коледе. Вечерно богослужение ќе имаме во соборниот храм Свети Никола, Свети Климент, со почеток во 17 часот, каде што ќе биде прекршен празничниот леп, ќе бидат осветени бадниковите гранчиња, каде што можат нашите верници да ги земат од одамна, бидејќи огновите
повеќе се акцентирани, односно повеќе се славеше оганот од колку Христовото раѓање, затоа веќе започнуваме со непалење на огини. Во соборниот храм Свети Никола, во храмовите нема да се пали оган. Со тој чин ние сакавме да ги собереме сите наши верници во храмот, но тие сепак славењето го правеа по малата, по општините. И од следната година, да ги информирам нашите верници, бидејќи веќе е досна, вечер ќе отидеме каде што ќе бидат собрани, ќе биде прекрашен празничниот леп, благословени бадниковите гранчења, а до година празничните лебови да ги донесат во храмовите и тамо да бидат благословени, а во урбаните заедници, по малата може да се собират, да се дружат, но сепак соборноста и црквата како збор е собир на луѓе, треба да бидеме сите заедно на едно место. Откако пастирите ќе го најават Христовото раѓање, христијанските верници се подготвуваат за празнување на Бадник и Божик. Општина Пробиштип годинава ќе работи на промоција на своите туристички локалитети. На почетокот на годинава ќе се донесат новите детални урбанистички планови за Пониква и Леснова. Пробиштип годинава интензивно ќе работи на промоција на туризмот. Пониква и Лесново се главните адути на општината за да привлече туристи. Општината годинава очекува средства од продажба на градежни парцели за изградба на викенд куќи и хотели на планината Пониква и во селото Лесново, каде што е познатиот Лесновски манастир. Градоначалникот Тони Тоневски вели дека на почетокот на годинава Советот на општина Пробиштип треба да го донесе новиот детален урбанистички план за Пониква, кој е на површина од 40 хектари. Значи во завршна фаза е, каде што ќе бидат обезбедени повеќе локации за викенд куќи, меѓутоа ќе има локации за деловни простори, односно за одмаралишта, за ресторани, за хотели и други објекти за кои што има потреба на еден ваков туристички локалитет. Исто така и во Лесново работиме на детален урбанистички план на површина од околу 50 хектари и таму има објекти кои што ќе бидат и во делот на викенд куќи, меѓутоа и во делот на развој на туризмот, а тоа се деловни објекти, ресторани, одмаралишта и една маркица за еден хотел. За подобра промоција на туристичките капацитети и локации кои се на територија на општина Пробиштип, изработен е и туристички водич, кој според Тоневски е стратешки документ. Тој забележа дека годинава ќе работат интензивно на промоција на туризмот, со цел да привлечат гости од земјава и од странство. Општина Пробиштип има голем потенцијал во делот на туризмот и со Пониква, и со Лесново, и со некои други делови од прекрасната Осоговска планина, Раткова скала, Кундиско езеро и се друго што го имаме на територија на општина Пробиштип, да можеме и преку вакви документи како што е туристичкиот водич да ги промовираме. Меѓутоа многу важно е да се направи планска документација и инфраструктурно општината заедно со владата да го стимулира развојот на туризмот во нашата општина. Во единствениот ски центар на истокот Пониква сезоната е почната, а за викендов се очекува да има поголем број на туристи. Штипската филтер станица доби нов апарат за бактериолошко испитување на водата за пиење. Досега за анализа на водата се чекаше 72 часа, а со новата апаратура бактериолошките резултати ќе бидат готови за само 24 часа. Штипската филтер станица доби нова опрема за бактериолошко испитување на водата за пиење. Директорот на јавното претпријатие ИСАР, Ангел Бојаджиев, на денешната пресконференција истакна дека новата опрема е во вредност од 5000 евра. Јавното претпријатие ИСАР во континуитет се грижи за здравјето на граѓаните на град Штип, така да овде во нашата филтер станица набавивме апаратура во вредност од 5000 евра, која апаратура служи за бактериолошко испитување на водата. Ние континуирано ќе инвестираме во нашата филтер станица, континуирано ќе надградуваме со нова апаратура сето она што е потребно, бидејќи овде не се штеди, се со цел да граѓаните на град Штип имаат квалитетна и здрава вода за пиење, а и сами знаете дека водата во општина Штип кој што е нашите граѓани, кои што сите ние пиеме, е меѓу најквалитетните води во Република Македонија. Надлежните од филтер станицата објаснуваат дека набавен е нов апарат со кој што на полесен и побрз начин ги добиваат бактериолошките анализи на водата.
се работи за систем за мембрана филтрација, со кој на многу полесен, поефикасен и побрз начин се добива до конечни резултати за контролата на бактериолошкиот квалитет на водата за пиење. Значи, битно е што се скратува времето до добивање на крајни, односно на конечни резултати од микробиолошкото испитување на водата за пиење. До сега ваквите анализи се одвивале 72 часа, а со новиот апарат крајните резултати излегуваат за 24 часа. Во лабораторијата на филтер станицата секојдневно се врши контрола и на хемискиот и на бактериолошкиот квалитет на водата. Секојдневно се врши анализа и контрола на резидуалниот хлор, на останатите параметри од хемискиот дел, како и основниот бактериолошки преглед на водата. Во лабораторијата на филтер станицата секојдневно се вршат хемиски и бактериолошки анализи, а исто така и во Центарот за јавно здравје, во Штип и во Институтот за јавно здравје. Досегашните резултати покажуваат дека Штип има квалитетна вода за пиење. Општина Штип упатува повик до спортските клубови и спортските работници за доставување на листи на најдобрите поединци и клубови за избор на спортист на 2016 година. Традиционално со години и децении наназад општина Штип организира спортската манифестација избор на спортист на годината, на која рамноправно учествуваат најдобрите поединци и клубови во случајот за 2016 година. Општина Штип упатува повик до спортските клубови и спортските работници да достават пријави за избор на најдобар спортист за 2016 година. Пријавите треба да се достават најдосно до 16.1, тоа е понеделник 2017 година, во архивата на општина Штип или по пошта. Пријавите кои што ќе пристигнат по 16 јануари нема да бидат предмет на разгледување. Имат право да учествуваат спортските клубови и спортските работници за резултати постигнати во 2016 година. Пријавата има на веб страната на општина Штип, значи од таму може да се преземе и ќе бидат доставени до пријавите до спортските клубови. Дали веќе формирана комисијата за... Да, комисијата е формирана, значи со решение на градоначалникот веќе е формирана комисијата за избор на најдобар спортист за 2016 година. Мислам, комисијата брои 9 члена. Откако ќе пристигнат доставените пријави, комисијата ќе ги разгледа, а за терминот на одржувањето на оваа спортска манифестација накнадно ќе се објави. Турнирот во мал фудбал Водици 2017 започна со одигрување на првите 3 надпревари, кои беа исклучително атрактивни и зачинети со многу голови. Вечерва на програмата се нови 3 надпревари, кои ќе се одиграат во спортската сала на основното училиште Тоша Арсов. Мощно атрактивни и ефикасни со голови беа првите 3 надпревари во рамките на турнирот во мал фудбал Водици 2017, што се одржува во спортската сала на основното училиште Тоша Арсов во Штип. Еве ги комплетните резултати од првото коло на овој четврти поред традиционален турнир, кој е под покровителство на општина Штип и на Брегалничката епархија. Черења виртуози 0:3. Добри деца Кежовица 2:1 и Ти Стайл Лаш Компани 10:1. Вечерва со почеток во 18 часот на првиот надпревар на програмата се нови 3 надпревари во кои се среќаваат. Во 18 часот Дани Дома кафе, во 18:40 Ел Тигре Руски кафес и во 19 часот и 15 минути општина Штип СВР Штип. Ја следевте информативната програма на Ирис телевизија, почитувани гледачи, благодарност за вниманието и ви посакуваме среќни божикни празници и се најубаво, а видете со програмата на Ирис телевизија и во продолжение. Довидување.